Во нашата редовна повремена рубрика Силиконска долина се обидуваме да разговараме за најновите случувања, трендови во индустријата, за новите технологии, интернетот, комуникациите и така натаму. Ова утро го имам на линија на Zoom Филип Стојановски од невладината организација Метаморфозис. Тоа е една од најпознатите организации која се занимава токму со проучување, следење, систематизирање, мерење и така натаму на она што се случува на социјалните мрежи и во Македонија. Филип, добро утро. Добро утро. Мило ми е што сме заедно. Се надевам дека точно представив со што се занимава Метаморфозис, иако вие се занимавате и со други работи. Да, ние како дел од нашата мисија за поддршка на развој на демократијата се занимаваме и со добро владење, развој на образованието и низа други работи, низа други теми кои што се поврзани со отворање на институциите, но и отворање на медиумите и јакнење на нивниот капацитет да се соочат со овие предизвици од дигитална ера, кои што се за сите една новина и сите учиме како да се снајдеме во овие нови ситуации. Феноменално, тоа е баш уводот што ми требаше за ова за што сакаме денеска поразговараме. Филип, колку што јас водам евиденција, до сега 17 социјални мрежи го забранија претседателот бивши Трамп за комуницирање преку нивните платформи. Читам вчера дека Facebook размислува дали повторно ќе го врати на својата платформа, додека YouTube доживотно го забрани, а тоа му беше, се извинам YouTube, мислам на Twitter, а Twitter му беше сепак главното средство за комуникација со јавноста, со своите поддржувачи, па дури со светската јавност. Прво, ме интересира твојот коментар, дали си изненаден, дали може би имаш мислење дека тоа не требаше да се случи, што е всушност целиот твој поглед на оваа материја што го засека не само Трамп, се разбира туку и веројатно е најава за една голема тема која што годинава ќе треба да се затркала во светската јавност околу социјалните мрежи и што се на нив може и не смее да се прави. Јасно. Па да, навистина работата е многу поголема од само тој случај што го споменуваме, бидејќи се работи за практично за процес на дефинирање на која е всушност улогата или статусот на овие платформи, како во рамки на општеството, но и во рамки на правниот систем. Моментално, во рамки на правниот систем, тие не се дефинирани како јавни простори. Туку се работи за системи кои што ги нудат приватни фирми и кои што функционираат според правилата кои што тие приватни фирми ги имаат наложено. Мора да се знае дека секој корисник на социјалните мрежи или било која апликација на интернет, кога го стиска она копче се согласувам или I agree на англиски, без сушност да ги чита можеби тие правила на кои што се согласува, тој корисник всушност потпишува валиден правен договор со таа компанија. И моментално, правно земено, условите за користење на таквиот тип на социјални мрежи ги одредуваат нивните сопственици. Значи, секој корисник, без разлика дали се работи за обичен личен профил или за некаква официјална страница на некој ентитет или јавна личност или било кој, се согласува на одредени услови кои што ги пропишува само компанијата која што е собственик на таа платформа. Досегашната ставовите на тие компании кои се собственици велеа дека ние не сме медиуми, заради тоа не сакаме да бидеме регулирани, ние сме сепак само платформи кои што агрегатски обработуваат одреден број на информации и ги пласираат на своите корисници. Од друга страна, настаните покажуваат дека нивните алгоритми сепак имаат цврста една уредувачка, би рекол, функција во целото пласирање информации. Докаде е таа полемика? Се чини дека и тука имаме одредени поместувања во однос на најновиве случувања. Па не е само во однос на најновите случувања. Имаме во рамки на нашиот правен систем, кој што е дел од европскиот правен систем, во кој што крајна инстанца е Европскиот суд за човекови права,
веќе има судски одлуки од тој суд со кои што се кажува дека издавачи, но и онлайн платформи не се прави многу голема разлика, се одговорни за коментари од корисниците. Има еден случај Делфи против Естонија, во кој што Европскиот суд за човекови права пресудил дека Естонија била во право што го казнила еден вебсайт Делфи, заради тоа што дозволил одредено време да има антисемитски или коментари со говор на омраза на некој напис кај нив. Тие набрзо го тргнале кога идентификувале дека има такви коментари, но и покрај тоа нивната жалба против државата што ги казнила била оценета како неоправдана. Од тој момент пред неколку години се сеќавате имаше една ситуација во која што голем број медиуми кај нас ги исклучија коментарите на нивните вебсајти. Не знам дали сите тие постапиле заради тоа што се плашиле дека ќе бидат тужени заради содржината на коментарите, но постои одредена правна основа да се бара одговорност дури и од платформите кои што по дефиниција и според она како се представуваат како места каде што корисниците на своја одговорност објавуваат разни содржини, кои што немаат конкретни уредници кои што одредуваат што ќе помине, а што не. И затоа и голем дел од платформите за да се усогласат со законските рамки кои што се во одредени земји во кои што работат, а не мора да значи дека се исти со нивната земја, да речеме САД, имаат воведено одредени правила на однесување кои што до некоја мерка ги спроведуваат или овозможуваат механизми за законска заштита, поврзани со законската заштита во дадени земји. Така што, например, на овие платформи за социјални медиуми може да се пријават одредени криминални дејствија од страна на корисниците, кои што потоа самата платформа се обврзува дека ќе ги ако има содржини во кои што ќе утврди дека и постои сомневање за криминал, како говор на омраза, закани, разни форми на малтретирање, кршење на авторски права и слично, тогаш платформите ги отстрануваат таквите содржини според некој нивни механизам кој што веројатно го направиле. Сега ниедно од нив не го кажува тоа јавно, но се чини дека тие сакаат да ја намалат можноста да влезат во судски спор, да бидат вовлечени како трета страна или како соучесник во некој спор за компјутерски криминал. Добро, Филип, јасно е дека таа цела, да кажем, меѓународна полемика за тоа дека следува времето на регулација на социјалните медиуми, бидејќи десетина години живееме во една апсолутна слобода која што донесе, освен големи предности, се разбира, кои ги носат социјалните медиуми, меѓутоа донесе една неверојатна штета за општествата, бидејќи не се работи само за говор на омраза, се работи за различни форми на криминалги, од педофилија до еве ова што Dark Webот го затворија и така натаму, што не е социјална мрежа, но сепак на крајот од краиштата е дел од тој свет. Докаде е светската, да кажем, полемика, па можеби на ниво на Обединетите нации околу сепак носење некакви меѓународни да кажем договори кои што ќе регулираат таа сфера, бидејќи знаеме дека тоа оди многу тешко. Големите држави не се согласуваат да меѓународно се регулираат, бидејќи знаеме Кина има своји системи за социјални мрежи, русите, американците и така натаму и така натаму. Има ли помрднување во таа сфера на меѓународно ниво, на ниво на Обединетите нации, кај што инаку има иницијативи кои што се со години стари и се разговараат? Да, секако има разновидни иницијативи. На ниво на Обединети нации пред неколку години интернет беше прогласен за едно од човековите права со една резолуција, па тоа не значи дека во секоја земја властите се беа директно поттикнати да обезбедат интернет за сите граѓани. Напротив, има земји членки кои што поведуваат цензура, блокирање и разни форми на репресија со цел да се оневозможи пристапот на интернет. Но имаме некои конкретни иницијативи кои што се случуваат во нашето блиско соседство. Например, пред неколку години Европската унија воведе еден кодекс за борба против говор на омраза, кој што
во кои што доброволно, значи не беа законски обврзани, се приклучија најголемите платформи за социјални мрежи, односно компаниите кои ги поседуваат како Facebook, Google, Twitter, и тие се обврзаа според тој кодекс дека ќе отстрануваат содржини со говор на омраза според дефинициите кои што се користат во рамки на Европската унија, доколку тоа им биде укажано од корисниците или доколку самите го идентификуваат откако такви содржини ќе се објават. И сега тој механизам, иако се смета за еден зачаток, слично како што, да речеме, воведувањето на нови регулативи за заштита на приватност на ниво на ЕУ, популарно наречени GDPR, GDPR, кој што и кај нас е дел од законот за заштита на лични податоци, почна да има влијание на меѓународно ниво, без разлика што тој закон или таа законска регулатива на ниво на ЕУ не беше формално прифатена во низа земји, како што се САД, Австралија или било која друга земја што не е членка или кандидатка за ЕУ. Но се виде и тоа е утврдено на ниво на организациите кои што следат човекови права на интернет, дека, например, тој GDPR имаше влијание за промена на начинот на кој што компаниите кои што сакаат да работат во ЕУ постапуваат и низ целиот свет. Од друга страна, ова со говор на омраза е на некој начин пионерска иницијатива. На секои 3 или 4 месеци се објавуваат извештаи во кои што компаниите за социјални мрежи заеднички рапортираат до ЕУ, односно до таа алијанса, колку и какви содржини биле отстранети врз основа на придржување до тој кодекс. И сигурно е можно да се, доколку јакне свеста за тоа дека говорот на омраза е злосторство, во некои земји тоа не е така според нивниот правен систем, се уште. Да. Доколку јакне таа свест, ќе се веројатно тоа ќе се одрази и на регулатива. Се чини дека главниот судар секогаш се сведува до тоа што правните системи се национални, а интернетот е интернационален. И тогаш проблемот на юрисдикцијата, односно кој има право да постапува против што, особено во виртуелниот свет каде што не постојат физички граници, каде што не постои суверенитет само на една држава врз тие виртуелни граници, очигледно дека е тука судирот и дека без меѓународен механизам кој тоа ќе го регулира, како што се регулираат, да речеме, пловењата во меѓународните води и така натаму, дека тоа не ќе биде возможно да се прави. Филип, да се вратиме на крајот на самиот почеток со она што почнавме. Трамп го забрани од социјалните мрежи. Кои се реакциите и конечно што е твојот став? Требаше ли да биде забранет и треба ли таа забрана да биде трајна во неговиот случај? Бидејќи се работи навистина за еден многу драстичен случај во секоја смисла. Па видете, кај нас, например, реакциите беа разновидни, бидејќи имаме ситуација во која што кај нашата медиумска сфера е под големо влијание на странски медиумски сфери. Значи, почнувајќи од американската сфера, која што голем дел од луѓето ја конзумираат директно на англиски, но и во некоја преведена, локализирана варијанта, често филтрирана преку регионални некои перспективи, да речеме преку Србија или други регионални, така да речеме, поголеми медиумски сфери. И кај нас може да се види дека се ширеа и доста дезинформации од истиот тип, кои што на некој начин и доведоа до таа одлука на социјалните мрежи да го отстранат, да речеме, дадено присуство под оправдание дека тие присуства на социјалните медиуми ги кршеле нивните права, а поврзано со поттикнување насилство и други криминални действија, односно осомниченост за таков тип случувања, кој што е во рамките на она што се правила на однесување. Значи, кај нас исто така многу често се мешаат поимите на како социјалните мрежи се однесуваат во случај на кршење на нивните правила и доведување во опасност да бидат соучесници во
криминал. Например, социјалните мрежи забрануваат да се кршат туѓи авторски права со објавување туѓи содржини, например видеа и слично под свое име. И тие ги тргаат скоро автоматски, имаат и алгоритми кои што идентификуваат дека дадена содржина веќе постои некаде и е регистрирана како авторска, до ниво на овие дискусии кои што се дека биле тргнати тие профили заради ширење дезинформација. Тоа се две различни работи. Значи, кој е твојот став, Филип? Требаше дека е важно, доколку имаме ситуации на јасно сомневање дека е прекршен законот, да се спроведат законските мерки. Законите мора да важат и во интернет и на интернет во иста мерка. Значи, доколку некој го крши законот на интернет, треба да одговара на ист начин како што би одговарал за дејанија офлайн, што би се рекло. Но мислам дека кај нас јавната дебата е доста, како да кажам, загадена со дезинформации во врска со овие ситуации, бидејќи, како и насекаде во светот, бидејќи се мешаат баби и жаби. И многу прашања кои што се од локално значење се уфрлаат како зачин или како главна состојка во тие дискусии или во дезинформации што се лиферуваат преку пропаганда, и јавноста се доведува дополнително во забуна. Да, хаотичен е тој свет на секаде, па и кај нас, предпоставам. Филип, морам да ти се заблагодарам и да ти најавам дека ќе се слушнеме и во наредните недели повторно, бидејќи овие теми никако не се трошат и ќе бидат со нас и во годините што доаѓаат. Филип Стојановски од Метаморфозис, благодарам за ова утринско вклучување. Благодарам и во име на тимот на Метаморфозис.